Добро утро, почитувани гледачи, уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Ја следите утринската програма Нов ден, втор дел резервиран за темата на денот. Денес ќе зборуваме за едно инклузивно општество, односно за промоција и развој на инклузивното општество Инклузива. Чест и задоволство ми е да ви ја представам денес гостинка кај нас во студиото, господја Благица Димитровска. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме и да се заблагодарам на поканата од ваша страна. Чест и задоволство ми е да учествувам во овие емисии и ете на некој начин да ја промовираме нашата работа и секако вие како телевизија дека се трудите да создадете една инклузија. Така, затоа сме тука, задоволството е наше што вие сте негов гостинка, ќе повторам уште еднаш и да започнеме како вовет во денешната тема, оние основни податоци. Кога е оформено ова здружение точно? Така, Здруженијето Инклузива е оформено во 2008 година, но во 2014 е пререгистрирано токму за едно создавање на едно инклузивно општество, односно еднакви учества на лицата со попреченост и другите ранливи групи во општеството. Значи, визијата на нашето здружение општество за сите без оглед на различностите. Првата целна група се лицата со попреченост и ранливите групи. Во ранливите групи спаѓаат тесните семејства, односно семејствата на лицата со попреченост, родителите, браќата, сестрите, но и други ранливи групи, маргинализирани, како што се самохрани мајки, деца без родители и сите оние останати кои се речиси на маргините во општеството. Ние се залагаме и се трудиме што повеќе да бидат остварени нивните права. Значи, Здруженијето има две своји канцеларии. Едната е во Куманово и седиштето е во Куманово и втората канцеларија ни е во Скопје. Во Скопје во канцеларијата функционира инфоточка за подршка на лицата со попреченост за остварување на нивните права. Во Куманово канцеларијата работи на повеќе програмски активности и проекти. Секако тие активности се спроведуваат зависно од можностите наши. Највеќите активности се спроведуваат во североисточен регион, бидејќи е тој регион каде што ние највеќе делуваме, но има и активности кои ги спроведуваме на цела територија на Република Македонија. Така. Важно да напоменеме е дека ова здружение е препознатливо како на локално и регионално, исто така и на национално ниво. Па според тоа, господја Димитровска, каква е вашата соработка со некои од јавните институции, установи слично? Така, ние соработуваме со сите институции, а најголема соработка имаме со министерствата, кои всушност се оние кои ги спроведуваат законите за лицата со попреченост. Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство, тоа се две министерства од кои зависи животот на лицата со попреченост и затоа најголемата соработка е токму со нив. Но соработуваме и сите со останати. Најголеми партнери наши се општините, локалните самоуправи. Колку ви излегуваат во пресрет? Па ние сме презадоволни. Значи, кога и во која општина да бидеме присутни, најпрвен остваруваме соработка со нив со представување на активностите и потоа вратите ни се отворени секаде кај што ќе отидеме.
работиме нешто што ретко кој сака да го работи, особено со лицата со попреченост. Многу малку луѓе знаат и умеат, но и немаат желба толку да работат. Ние сме тука. Општините ни излегуваат во пресред со подршка во организација на настани, во обезбедување на податоци кои ни се потребни на нас и се друго останато, а ние им нудиме подршка во врска со едукација со лица со попреченост, како да комуницираат, како да ги информираат, значи взаемно даваме придонес. Тоа е нешто многу позитивно. Исто така и институциите на локално ниво веќе не бараат за некоја подршка што можеме да им ја пружиме, но се и отворени за соработка. Значи имаше обуки кои беа наменети токму за институциите, каде што бевме изненадени од бројката, каде што она што го планиравме, например, до 20 учесници, имаше случаеви кога имавме и 50, така да се гледа дека нашата работа е потребна. Исто така имаме огромна соработка со невладиниот сектор од било која сфера. Значи, отворени се да ни пружат помош и подршка, сакаат да соработуваме, сакаат партнерства со нас. Но во последно време остваруваме партнерства со медиумите и аплицираме за заеднички проекти, затоа што по мене медиумот е најголем промотор на сите. Така. И тоа е име на еден од вашите проекти инклузија преку медиуми. Така, тоа е најновиот проект. Веќе ни потпишан договорот, но во оваа време сега неколку месеци ние се едуцираме и обучуваме за спроведување и имплементирање на предвидените активности. Проектот ќе започне на 1 јуни и ќе трае до јануари 2018. Тоа е еден нов проект, иновативен, кој мислам дека досега такво нешто немало, партнерство со медиуми невладина организација. Тука 8 невладини организации, 8 медиуми влегоа во една коалиција за медиумска писменост. Токму обуките што ние сега ги посетуваме се за медиумска писменост, како да се препознае вистина што ја презентира медиумот, што е лага, што можеме и како можеме да добиеме од медиумите, но што и можеме да дадеме како информација која е корисна за да биде медиумски покриена. После тоа ќе следат снимања на еден серијал на емисии токму за правата на лицата со попреченост. Тоа ќе бидат 5 емисии во кои директно ќе учествуваат самите лица со попреченост, родителите, представници на институции и ќе се дискутира за права од социјална, здравствена заштита, ќе се опфатат сите оние загарантирани човекови права. Следен ваш проект е подобрувањето на социјалните услуги во Југоисточна Европа. Нешто по-конкретни информации од вас. Значи, ова е, ние како здружение членуваме во една мрежа, тоа се вика ИРИС мрежа, на ниво на Република Македонија. Но преку таа мрежа членуваме во ИРИС мрежа за која е обезбедувач на социјални услуги на Југоисточна Европа. Преку оваа мрежа ние со наша апликација допринесовме нашето здружение да се стекне со стандарди за квалитет. Односно, инклузива е првото и единствено здружение кое е сертифицирано по ИСО стандарди 9001-2015. Значи, за да работиш нешто кое е корисно во општеството, треба да имаш поставени некој стандард за квалитет, односно за услугите кои ги нудиме, мора да имаме стандард по кој ќе се раководиме. ИСО стандардот е еден од најважните. Тоа се стекнаме со 4-месечна работа на целата документација на нашето здружение, со менторска подршка од Белград.
каде што после тоа следеше предсертификациона комисија и очекувавме дека барем еднаш ќе не вратат назад за да имаме некоја забелешка. За среќа без никаква забелешка добивме сертификација од Швајцарија. Нашата сертификација ќе трае 3 години, каде што после тоа може да се продолжи. Тоа е делот за оваа мрежа во која што членуваме за здруженија кои работат на подобрување на социјалните услуги во југоисточна Европа. Така. Второто што е поврзано со оваа тема, добивме проект Граѓаните во собранието, односно работевме на истражување во цела Македонија, ги офативме сите 8 региона. Истражувањето се состоеше со истражувања во 8 области, односно јавната свест и дискриминација на лица со попреченост, пристапот до информации, комуникации и физичката пристапност на институциите, на местата во кои што живеат лицата со попреченост, образование, социјална заштита, здравствена заштита, заложби на институции, заложби на локални самоуправи, заложби на невладини организации и ги сумиравме резултатите, така да произлезе дека најважното нешто или како иницијатива за подготовка на јавна политика е подобрување на Законот за здравствена и социјална заштита, каде што ние како здружение од самото истражување подготвивме веќе јавна политика и штом ќе се формира новата влада и новиот парламент, оваа јавна политика ќе биде доставена до нив, за да може нешто, барем малку, да се подобри состојбата. Во нашето истражување учествуваат 22 здруженија од цела територија на Република Македонија, со кои беа организирани фокус групи со лица со попреченост и со нивните семејства. Исто така, во истражувањето учествуваа сите релевантни институции. Интервјуа со представници на Министерство за труд и социјална политика, интервјуа со Министерство за здравство, со Фондот за здравствено осигурување, со Комисијата за заштита од дискриминација, со Институтот за дефектологија, така да ова е баш направено комплетно. Особено нарадува што институциите ја поддржуваат нашата иницијатива. Никој не рече дека тоа не треба да се направи, дека веќе е дискутирано во самите министерства дека токму тие делови од законот на еден начин се дискриминативни, дека треба да се сменат. И тоа е една надеж дека ќе успееме во нашата иницијатива. Конкретно ќе кажам за што се работи, тоа е нешто малку што ние мислиме дека не е забележано, затоа што оној кој што не живее со таков проблем, не може да ги знае проблемите, законските пречки. За остварување на набавка на лекарства и ортопедски помагала има едно ограничување со возрастна граница. Значи, без партиципација, лицата со попреченост набавуваат лекарства до 26 годишна возраст. Штом ќе навршат 26 години, плаќаат како сите останати. Значи, попреченоста трае до животно. Така. Зошто е таа старосна граница? Па никој не знае да го објасни тоа, поставуваме прашање зошто е така. Значи, во самото Министерство за здравство и во Фондот за здравствено осигурување не упатија дека пречката постои во Законот за социјална заштита, што утврдиме дека е така. Во Министерството за труд и социјална политика ни рекоа дека веќе е дискутирано тоа прашање, но не е покрената иницијатива за да се смени нешто. За ортопедските помагала, за набавка на ортопедските помагала, возрастната граница е од до 18 години без партиципација.
Значи, после тие возрастни граници, потребата за користење на лекарства и ортопедски помагала е уште поголема. Не се намалува, туку се зголемува, бидејќи овие лица користат лекарства кои делуваат на нивниот организам и со време организмот слабее и се јавува повеќе потреба, а не се намалува. А во Законот за социјална заштита бараме измени односно изедначување на правата на биолошко и згрижувачко семејство. Значи, биолошкото семејство, особено на оние лица кои се од потешка категорија, значи имаат поголема попреченост, еден од родителите не може да работи поради грижа и нега за Најчесто е така, да. И не добива никаква надокнада од страна на државата, додека згрижувачките семејства кои згрижуваат лица или без или со попреченост, без оглед, добиваат месечна надокнада и им се плаќаат придонеси како да се во работен однос. 10 години кога ќе поминат, иако различни лица згрижуваат, кога ќе навршат возрастна граница за во пензија, остваруваат право на пензија, додека родителот ништо не остварува. И бараме и таа неправда Да биде искоренета. Да бидат изедначени правата. Ние сме за и за згрижувачките семејства што згрижуваат лица со попреченост треба да има надокнада, бидејќи не е лесно да се грижиш за некој кој не е дел од твоето семејство. Но сепак и биолошкото семејство треба да има поддршка, бидејќи тоа е јадрото кај што лицето се чувствува најсигурно, каде што неголема љубов прима, никој повеќе не може да го сака од своето семејство, каде што мора да набават и скапи лекарства и да посетат разни центри за рехабилитација, да плаќаат дефектолози по училишта со една плата, тоа е многу тешко. Има случаи во нашето истражување каде што лицето треба да користи скапи лекарства, родителите не се во можност да ги купат и му се влошува здравствената состојба. Значи не се во можност да пружат се што треба на своето дете, а тоа е многу тешко. Затоа искрено се надеваме дека набрзо, барем малку, ќе допринесеме да се подобри оваа состојба. Така, тоа е вашата цел. Вие како председател и како основач на ова здружение, освен што се борите за правата на лицата со попреченост, на некој начин се трудите и животот да им го направите поубав. Кога се во прашање школските активности, на кое ниво е капацитетот на вработените кои што се во оваа струка? Мислите во образованието? Так. Значи, најголемите проблеми според нас се токму во образованието. Ако не се понуди квалитетно образование или инклузивно образование, лицето понатаму трпи големи последици. Лицето или детето со попреченост. За да може утре да работи и да биде самостојно било кое лице, треба да е добро образовано. Значи, сега во нашиот систем постојат неколку вида на образование на лица со попреченост. Тоа се специјалните училишта, посебните паралелки и редовно образование. Па речи си секаде не е тоа она што треба да биде, бидејќи во посебните училишта, тоа се особено средни специјални училишта, каде се образуваат лицата со попреченост со застарени струки кои не се конкурентни на пазарот на трудот. Во посебните паралелки мислам дека многу малку ги има во државата, ние во Куманово имаме, но и тие наидуваат на потешкоти. Во редовното образование, кое според нас е најкорисното нешто, бидејќи лицето покрај образованието се стекнува и со социјализација. Во иста училница со
другите деца, каде што учи од нив и се социализира и не е во една сегрегирачка средина каде што се само деца со попреченост, туку расте и е вклучено во средина која е инклузивна. Од една страна за него корисно, од другата страна е корисно за здравите деца, за здравата популација, да се запознаат дека има различни со нив, дека треба да помогнат на некого И да се прифатат. и да се дружат заедно. Има големи потешкоти, сега малку оди на подобро. Значи, како што гледаме ние, што сме на терен, речиси во секој училиште има вработен дефектолог. Но тука не завршува приказната, има голем отпор од наставниците, има голем отпор од другите родители на здравите деца, но секој нека помисли дека никој не го побара ова што се случило на тие деца, дека треба да се прифатат и дека... Така, се извинувам што ве прекинувам, господја Димитровска. Зошто отпор од страна на родителите? Па сепак тука треба да работиме на јавната свест. Тука медиумите се главните што треба тоа да го работат, но мислам и дека доволно не се едуцирани наставниот кадар, па и дефектолозите што се вработени, кои само што излегоа од Институтот за дефектологија, сепак немаат доволно пракса. Значи, тие треба да сватат дека треба да се главната подршка и на родителот и на самото дете. Родителот треба да им биде една продолжена рака, бидејќи тој ја знае вистината. Што може, колку може, треба да продолжи да работи во домашни услови, треба да се створи еден тим кој ќе работи заедно и да се постигне инклузијата. Но со самото вклучување во редовното образование, мислам дека понатаму ќе оди малку подобро. Нешто кога мораш, ние сме таков народ, се трудиме да работиме, а кога не е задолжително, го сфрламе. Така, јас сум сигурна дека свест така и граѓаните ќе се зголеми, а и од неодамна ја имаме информацијата дека бројот на дефектолозите, како што рековте, драстично се зголемува. Така и треба да биде. Уште еден проект за кој што сакам да прокоментираме, а тоа е јакнење на капацитетите за развојот на работно-производствени вештини на лицата со попреченост. Тоа е дел од еден проект кој го завршивме на 15 август, односно проектот за практиканска работа и вработување на лицата со попреченост. 4-годишен проект што даде огромни резултати. Тука имаше низа на обуки и други активности кои допринесоа да кажеме 178 лица со попреченост да бидат вработени, да заработуваат за себе и за своето семејство и да се чувствуваат корисно во општеството. Ние нудевме обуки за самите лица со попреченост, обуките беа стратегии за барање работа, каде што ги обучувавме како да напишат CV, знаеме дека во последно време сето тоа е за сите граѓани, мотивационо писмо и како да се однесуваат на интервју за работа. Значи, нашите обуки беа директно во комуникација со лицата со попреченост и интерактивни, каде што со примери им покажувавме што треба да скријат на интервјуто, како да се однесуваат, како да се облечат, сите оние работи што треба да ги знаат кога ќе тргнат на едно интервју. Другата обука беше за менторско водење на лица со попреченост, каде што обучувавме представници од компании, кога ќе вработат лица со попреченост, како да ја прилагодат работната средина, како да ги информираат другите работници дека ќе имаат колега различен од нив, како да го прифатат. Тоа беше еден спој и лепеза од активности. Исто така директно посредуваме при вработување. Создадовме дата база на лица со попреченост,
каде што ние ги знаеме нивните можности и способности, на кој работно место можеме да го препорачаме, каде што ќе ги изврши своите работни задачи безпрекорно, и датабаза на компании. Компаниите и ден денеска ни се јавуваат и бараат работници, и ако е завршен проектот, ние го работиме понатаму. Секако и лицата секојдневно доаѓаат во нашата канцеларија. Имаме многу успешни приказни, каде што ги посетуваме и денеска на работните места, разговараме со работодавците со какви проблеми се соочуваат со нивните работници со попреченост, но и со лицата. Значи, една прекрасна работа кога ќе видиш сретни лица кои имаат доволно финансиски средства да го обезбедат својот живот. Исто во овој проект утврдивме дека во многу средни училишта има некатегоризирани лица со попреченост што не може да ги остварат своите права. Им помогнавме, значи, да извадат документ заедно со институциите, со центрите за социјална работа. Ги упативме на понатамошно дообразување, бидејќи кога ќе има научни мислење, основниот документ може да се запише на било кој факултет без партиципација. Значи, имаме 6 студенти, каде што им обезбедивме во соработка со Руле Турс бесплатни карти до Скопје и назад, кои денеска ни помагаат во нашата работа со волонтирање. Значи, токму тие се нашиот мотив што повеќе да работиме на оваа тема. Веќе имаме студент 4-та година, кој иден логопед, кој е пратен од наша страна во еден центар за рехабилитација во Скопје и не информираше дека и понудили работа, бидејќи набрзо ќе дипломира. Ако сака да остане, кај нив да остане. Тоа не прави сретни и ни дава уште поголем мотив за нашата работа. Санатаму, така. Би можеле да направиме една кратка музичка пауза. Потоа, ќе се вратиме брзо во студиото и ќе продолжиме да разговараме на оваа тема, почитувани гледачи. Останете со нас. Лошо ми премолчи, лашијат се синоќа ти заврши. Ко пеперминт е сладка лагата, она ладен вкус нешто сокрива. Еј, лошо мен предаде под шалот цр и да ги скриеш усните. Очите твои пишува што се случило, а не ми кажуваш. Да ве чујам. Бришеш солзи со ракави, плачеш за крај, а и таква си убава, знае. Лошо ми премолчи, лашијат се синоќа ти заврши. Пеперминт е сладка лагата, оно ладен вкус нешто сокрива. Еј, лошо ме предаде под шалот цр и да ги скриеш усните. Во очите твои пишува што се случило, а не ми кажуваш. Лошо ти стои за се, да се правдаш, а чекаш да си со него. Ти завидувам што не ти прилега, да бришеш солзи со ракави, плачеш за крај, а и
Лошо ти стои за се, да се правда чекаш да си со него. Ти завидувам што не ти прилека да бришеш солзи со ракави, плачеш за край. Ај таква си убава, знае, убава си. Лошо ти стои за се, да се правдаш, а чекаш да си со него. Ти завидувам што не ти прилега да. Ај таква си убава, знај. Ај уште еднаш. Лошо ти стои за се, вие сами. И раце! Ај таква си убава, знае, и сите убави сте. Еве сме повторно назад во студиото и разговараме на темата инклузива, односно Сдруженијето за развој и промоција на инклузивното општество. Гостинка, господја Благица Димитровска. Господја Димитровска, веќе ги напоменавме оние некои проекти кои што досега вие ги изреализиравте и по она како што говоревте, изгледа дека од идеја до реализација навистина не требало многу кога човек е упорен. Во продолжение предлагам да проследиме едно видео, имам кое што вие уредно ни го доставивте и потоа да го прокоментираме. Одиме со видео режија. Ти одлучуваш. Еднакво учество на лицата со попреченост во изборниот и политичкиот процес во Македонија. Според Светската здравствена организација, 15% од населението во Македонија е со попреченост. 63% од гласачките места во североисточниот регион не се пристапни за лица со попреченост. Мал дел од лицата со попреченост знаат како да го остварат своето право на глас. На лицата со попреченост со одземена деловна способност им е одземено правото на глас. Тоа е дискриминација по основ на попреченост. На лицата со попреченост кои гласаат со придружник им е нарушена тајноста при гласањето. Избори 2016, што е направено за подобрување на состојбата. Видеата на ДИК се со толкувач на знаковен јазик. Само една приватна национална телевизија и јавниот сервис во политичките емисии имаа толкувач на знаковен јазик. Посебна гласачка кабина на секое гласачко место, наменета за лица со попреченост во висина на лице во количка. Дали е ова доволно? Лицата со попреченост ги бараат овие промени. Програмите на политичките партии да се достапни во аудиоверзија за лица со оштетен вид и адаптирани на разбирлив начин за лица со интелектуална попреченост. Медиумите во своите дебатни емисии да вклучуваат толкувач на знаковен јазик. Обезбедување на пристапно избирачко место со рампа или лифт и отстранување на сите архитектонски бариери. Означено паркинг место за лицата со попреченост најблиску до гласачкото место. Посебно гласачко место за лицата со попреченост. Во гласачката кабина да има истакнато упатство за гласање со сликовит приказ. Гласачка кутија во висина на лице во количка.
патека за слепите лица до гласачкото место, гласачката кабина и гласачката кутија. Гласачко ливче на Браево писмо за лица со оштетен вид. Можност за подпишување со личен печат, факсимил. Лицата со попреченост имаат право да гласаат самостојно, независно и под еднакво пристапни услови како и сите. Тоа беше видеото и сега избирачкото право тешко остварливо за лицата со попреченост. Значи, најпрвен би ја кажала идејата за создавање на овој проект. Односно, јас сум родител на возрастен син со попреченост и гледам да го вклучувам во сите активности кои ги има секој човек. Затоа и тој гласа исто како нас. На едни избори, не овие што сега беа, понапред, заедно одиме на гласање и мене прво што ми падна во очи, гласаме на втори кат во едно училиште и гледам гласачка кутија за лице во количка. И си помислив, како може да дојде лице во количка до гласачкото место, бидејќи во училиштето нема лифт, а на втори кат. И само мислев, ако се пружи можност за создавање на ваков проект, секако дека ќе има, и знаев дека не е само тоа проблемот, дека има и многу други проблеми. И затоа од август месец наваму започнавме во предизборието да работиме на оваа тема. Активностите што се спроведени до сега, реализиравме 5 информативни работилници наменети за лица со попреченост, каде што 107 лица добија информации кои им се потребни за да го остварат своето право на глас. Значи, најпрво ги информиравме што се избори и зошто е важно да учествуваат во изборниот процес, како да ги проверат податоците нивни дали се на избирачкиот список, бидејќи тоа е правило кое треба да го знаат, ако ги нема на избирачкиот список не може да гласаат. Која документација треба да ја понесат со себе за да може да го остварат своето право на глас, начинот на гласање, но секако и подготвивме материјали кои им се потребни, односно прирачници и брошури, за да можат да се едуцираат пред да излезат на гласање. Сите тие материјали беа подготвени на разбирлив начин за сите видови на попреченост. Значи, што работевме беше прилагодено на едноставен начин, за да може да го разбере секој човек. Тие материјали може да ги користат и обичните граѓани. Ништо не е направено во форма неразбирлива, туку баш едноставно како што зборуваме ние меѓу себе. За слепите лица од прирачникот е направена аудио верзија, за да може да го користат и брошурата и прирачникот. И за се оно што е потребно едно лице да е еднакво со другите. Покрај овие работилници ние спроведовме истражување. Тоа беше теренско истражување заедно со општинските изборни комисии во Североисточен регион за физичката пристапност до гласачките места. Исто така направивме и анкета лице в лице со лицата со попреченост, каде што на едноставен и разбирлив начин се информиравме и ние како се чувствуваат тие, со кои проблеми се соочуваат при начинот на гласање, но и за вклучување во политичкиот живот. Податоците се готови. Овие податоци ги презентираме на тркалезни маси. До денеска се реализирани 2. Една е во Куманово, првата тркалезна маса, и втората во Кратово. Планирана е за во петок во Крива Паланка. Во овие општини се поканети и представници од помалите општини, Ранковци, Старо Нагоричино, Липково.
за да ги слушнат резултатите, но и да дадат предлози кои ќе бидат метнати во нашиот извештај за подобрување во иднина. Ние извештајот, штом ќе биде подготвен, ќе го доставиме до сите релевантни институции и до Државна изборна комисија. Податоците се реални, но сепак се загрижувачки. 3% од гласачките места во североисточен регион се непристапни за лица со попреченост. Овој податок е само за пристапноста на гласачкото место, за влезот во објектите и внатрешноста. А да не зборуваме за околината, непристапната околина. Нема спуштени тротоари, местата се полни со дупки и се она што не може лицето да дојде и до тука. Приметивме во неколку училишта каде што има пристапна рампа, има направено и лифтови во училиштата, но лифтовите не работат. Гласачките места се распределени, едни се на приземје, втори се на кат, но и тие што се на приземје не се пристапни, бидејќи има барем една скала, така да лице во количка воопшто нема да може да пристапи до гласачкото место. И навистина е загрижувачки, иако постои законот за градба каде што е задолжително да се направи пристап барем на новите објекти, не се почитува. Нема да е од корис само за лица со попреченост ако се направи пристапност. Так. За сите граѓани. За сите граѓани воопшто и на оние кои граѓани. што имаат било каков друг некаков здравствен проблем и секако дека ќе се подобри. А и да не е здравствениот проблем. На секого му е тешко да се качува по скали. Особено, например, вработените во училиштата. По неколку Кои што пати секојдневно треба да така слезат со дечињата во училишниот двор за било што. По неколку пати слегуваат и се качуваат. Ако се направи пристапност за сите, е корисна. Не само за една категорија на граѓани. Сепак лицата со попреченост се, според истражувањата на Светска здравствена организација, бидејќи ние немаме национален регистар, каде што може да се утврди точна бројка на овие граѓани, е 15% од населението се лица со попреченост. Во врска со изборите, тие 15% и да кажеме плюс 2 од семејството е огромна бројка гласачи. Треба сепак да ги привлече и бројката, но и правата на овие лица, и политичките партии, и институциите, за да се направи еднаш за секогаш. Ете, барем неколку објекти или за почеток, ајде даваме предлог за почеток, што произлезе од тркалезните маси, каде што имаше одвоено место за раселени лица, да гласаат, нека се направи во секоја општина место пристапно каде што ќе гласаат лица со попреченост, но да го остварат своето право како сите граѓани да излезат од дома. Нешто има и позитивно, значи има во изборниот законник дел каде што лицата можат да гласаат во домашни услови и да гласаат со придружник. Според нас тоа не е решение. Лицата треба да излезат од дома, треба да видат другите дека постојат овие лица и треба да го остварат своето право како сите останати граѓани на гласачкото место. За тоа се и залагаме, но сепак има и во изборниот законник, бидејќи ние истражуваме и законите, дел каде што по нас тоа не е како треба. Значи, овие лица не се издвоени како посебна категорија на граѓани, туку се третираат како стари, болни, изнемоштени лица. Сега што беше за изборите во декември, на 11 декември, имаше ново правило дека лицата треба да донесе потврда од Центарот за социјални работи дека користи додаток за мобилност или додаток за туѓа нега. Секој лице не ги користи тие додатоци,
Но оваа категорија на граѓани имаат документ, траен документ кој се вика наод и мислење, што со тој документ досега можеше да се гласа. Сега се создадоа такви проблеми, лицата не беа информирани дека им треба потврда од Центар за социјални работи, бидејќи центрите не се физички пристапни, дел од лицата не можеа да го извадат тој документ и да го достават и не го остварија своето право на глас. Покрај овие податоци ние имаме податоци каде се прикажани графички и колку лица во секоја општина поднеле барање за гласање во домашни услови, колку не го оствариле. 30% не го оствариле своето право на глас токму по тие документи кои требале да ги имаат. Ја немале потврдата и не можеле да гласат. Имаше случаи каде лицето ги идентификувало своите податоци на сајтот на Државна изборна комисија, проверило дали го има во избирачкиот список, на денот на гласањето не било најдено на списокот на гласачкото место и не можело да го оствари своето право затоа што на избирачкиот список имало сликички, а воопшто ќе го нема ако му се издаде некоја потврда или нешто и тие не гласале. Така, со самото дебатирање на оваа тема, презентирање, дали очекувате дека еве нешто пред овие локални избори ќе се смени? Па ние даваме предлози, но и влечеме заклучоци од самата дебата, што се навистина имаме плодни дискусии и во двата града. Значи, ние ги презентираме токму укажувањата кои ни ги дадоа лицата со попреченост. Значи, имаше лице со физичка попреченост, то рече дека нему му смета, кратка е врвката на пенкалото кај што треба да гласа. Бидејќи тешко се движи, мора со рацете да се придржува на кабината и не може да ја тегне врчката бидејќи е кратка. Мислам дека тоа може да се смени. Тоа е нешто многу мало. Неголеми приметби имаше на висината на кабината кај што е на предниот дел, дека е нарушена тајноста на гласањето. Тие и така имаат проблеми со моторика и такво нешто и мораат подолго време да се задржат или подолго време да заокружуваат. Имаше неколку случаеви, бидејќи има контакт од нашата Facebook страница, каде ни пишуваа во пораки со какви проблеми се соочиле на денот на гласање и ние ги знаеме тие податоци. Лице кое приметило дека некој го гледа како ќе заокружи, го шкртнало ливчето и го фрлило прешкртано. Јас не отидов да гласам, го цитирам, да некој гледа јас за кого гласам. Так. А толку беше ниско што воопшто се гледаше. Значи, тоа е некои работи што не чинат финансиски, може да бидат поправени. И тоа може да се направи. Лица во Количка се пожалија дека висината на гласачката кутија е повисока од нив и не може да го уфрлат гласачкото ливче, значи треба да се симне подолу. Тоа не чини пари, значи тоа е само, не се сеќаваме секогаш за некој друг што му треба, додека не ни каже. Значи тоа не се... Но еве тука сме за тоа. Еве јавно го кажуваме да го слушнат сите и да се обрати внимание. Тоа се некои работи што можат веднаш да се исправат. Има други работи што финансиски многу ќе го оптоварат буџетот или има работи каде што треба да се покренат измени на закони, особено во делот за лицата со интелектуална попреченост. Оние со одземена деловна способност немаат право на глас. Такво право добија веќе во Хрватска и во Црна Гора. Значи, ги кажувам земјите кои беа заедно со нас во поранешна Југославија, каде што им е дозволено да гласаат. Ние тоа би го побарале, но знаеме дека треба да се сменат 3 закони
И затоа тоа ќе оди малку потешко. Но овие мали нешта, сите можеме да допринесеме. Покрај ова што правевме ние истражување, пред изборите имавме средба и со 6 политички партии, 2 најголеми и 4 помали, каде што ги запрашавме како да го подобриме учеството на лицата со попреченост во политичкиот живот. Значи има лице интелектуалци кои имаат некаков вид на попреченост што можат да допринесат и за себе и за другите и за развој на инклузијата во општеството. За жал ни одговорија дека нема до сега кандидат за пратеник, никој пратеник лице со попреченост. Да се надеваме дека набрзо ќе имаме, кој секако од било која вид на попреченост да е, повеќе ќе ги застапува правата на оваа категорија на граѓани, затоа што подобро знае со кои пречки се соочуваат. Ги прашавме политичките партии дали мислат дека нивните програми се достапни за лицата со попреченост. Се изненади од прашањето, бидејќи не размислувале секако на таа тема. Им кажавме за некои работи што треба да ги направат. Но сега еве веќе постои некој кој што ги потенцира тие теми и кои што можеби тие прашања ќе бидат, да се надеваме дека ќе бидат разгледани во иднина. Дека ќе бидат. Значи, за да биде достапно, имаше реакции од слепите лица дека не можат тие да се информираат што содржат по програмите на политичките партии. Им предложивме на партиите да ги снимат во аудио верзии, што и тоа не е некој голем трошок, за да бидат достапни на лицата со оштетен вид. Еве за лицата со оштетен слух имаше големи проблеми при гласањето. Вика ми викаат првата рака, значи тука ние со нас имаме толкуваш на знаковен јазик за да ги разбереме. Едната рака, па другата рака, па не таа, па не ова, јас не можев да ги слушнам што бараат, а и тие се нервира и јас и се откажав од гласањето. Не мора да има толкувач на избирачкото место, но може да има визуелен приказ со цртеж како да се гласа. Каде прво 1, 2, 3 и многу лесно ќе се реши. Јас ќе додадам само дека не треба да има тензија и треба да има малку повеќе. Само малку повеќе разбирање е доволно за да се одвива според планираното. Господја Димитровска, како за крај на емисијата, јас искрено би додала само уште едно прашање. Пред почетокот на емисијата ве прашав дали би сакале да позборуваме малку на оваа тема, да нагласам за нашите гледачи дека вие сте родител на лице со попреченост. Така, јас сум родител на возрастно лице, 32 годишно. Се вика Александар, едно возрастно, прекрасно момче, полно со љубов. Александар е роден здраво детенце, така што за несреќа на 6-месечна возраст, без наева, се случи нешто што не знаев да си го објаснам на себе, бидејќи цицаше и одеднаш падна во кома, без настинка, без никаква најава, без температура. Јас како мајка не знаев што се случува, гледав во раце без животно тело на моето дете. Без да бидам свесна што правам и како правам, само тргнав да трчам на кај болница, иако живеам 2 километри, скоро 3, оддалечено од болницата, за да барам спас за моето дете. Во болницата никој ништо не ми кажуваше што се случува. На сопругот му рекле да почека во ходникот, дека детето ќе почине, но мајката е страшна. И се запрашувам дали некој родител нема да делува така страшно кога се случува нешто со неговото чедо. Александар беше во кома 10 дена и бевме испуштени од болница како здраво детенце, без последици. Но јас од стравот, кога дознав што прележа, отидов во Скопје, каде што
почна испитувањето и експериментите. Така да кога не пуштија после речи си 40 дена лежење во Скопје, ми рекоа дека доживотно ќе чувам труп, дека детето нема да ме познава, никогаш нема да оди, никогаш нема да зборува и дека е подобро да го дадам во Демиркапија. А тоа беа нетешките моменти во мојот живот и најголемите проблеми. Никогаш не помислив детето да го дадам некаде, бидејќи какво и да е, тоа е моје. Нешто моје, предмет да дадеш на друг, па не се дава така, не е своје дете. И тогаш беше бивша Југославија и тргнавме низ центрите, низ цела Југославија, за да бареме начин да го подобриме, да ја подобриме неговата состојба, колку што може. Значи, бевме и во Загреб, и во Љубљана, и во Белград, баравме спас, никода не ни дадоа надеж дека состојбата ќе се подобри, но тој е упорен и ме научи во животот да гледам на позитивна страна и да бидам упорна, никогаш да не се откажувам, бидејќи тој со такви проблеми на 3,5 години застана на нозе и почна да оди. Израсна во прекрасно момче, има нечист говор, но некои работи ги резонира подобро од сите нас, гледајќи не. Прифатен е во своето семејство, прифатен е од соседите, од сите оние луѓе со кои контактираме. И тој може да ми даде сила како никој друг. Така. Јас мислев дека Без вие сте оглед- храбрата, но Така, Да, без оглед со какви потешкоти се соочувам во животот, кога ќе го погледам, колку среќа зрачи од него, ми дава уште повеќе сила. Научив со овие проблеми дека никогаш човек не треба да се откажува, колку и да е тешка за постигнување целта. Ако имаш силна желба и јак мотив, секогаш ќе дојдеш до крајната цел. така. Го започнавме разговорот со тоа кога е формирано ова здружение, а намерно го оставив ова прашање за последно, односно од каде идејата да бидете основач на едно вакво здружение. Еве ја поентата, а еве го и одговорот. Храбро се боревте и се уште се борите. Така. И ги повикувам сите родители, особено оние на помалите деца со попреченост, бидејќи го преживуваат најтешкиот период, сепак многу е тешко и да си признаеш сам на себе дека ќе бидеш родител на дете со попреченост. Не смеат да се откажат, мора да зборуваат за својот проблем, затоа што ние ако не зборуваме со проблемите и потешкотиите со кои се соочуваме, зошто очекуваме дека некој ќе не свати кој го нема тој проблем? Ако не кажуваме јавно, никој нема да знае дека постоиме. Ако не ги кажуваме проблемите и нашите потреби, никој нема да знае што ни треба. Не можеш некого да окривуваш ако не бараш нешто. Јас секогаш викам, институциите не можат дома да дојдат да ни кажат повелете ова ви треба. Не, ние треба да побараме за да добиеме. Треба да побараме услови за да ги овозможи некој. Ако молчиме и ако се затвораме самите во себе, што е поголемиот дел од семејствата, се затвораат сами во себе, тогаш приказната завршува многу лошо и по детето или лицето со попреченост, но и за целото семејство. Значи, сите ние имаме и други дечиња. Не само тоа дете со попреченост, на кои треба да им пружиме подршка и тие да го совладаат сето оно што го имаш на своето срце. Никогаш не треба да заборавиме дека и нашите деца страдаат гледајќи не нас, гледајќи го
својот брат или сестра со попреченост на кои не може да им помогнат. Околината толку делува и на нас и на нашите деца од незнаење. Значи, мене највеќе што ми смета кога ме гледа некој со сожалување. Так. Не сме за жалење. Нас ни треба само една морална подршка да продолжиме понатаму. Така. Ако некому не може да се помогне, се вели не му отежнувај. Так. Или едноставно можеш да му олесниш. Господја Димитровска, ви благодарам за денешното гостување и за овој убав разговор, а и за овие убави совети кои што ги дадовте на крајот на емисијата и кои што многу ќе им вредат на оние семејства во кои што има лица со попреченост. Благодарам и на вас уште еднаш. Сепак вие сте оние кои пренесувате понатаму кај што треба, да го слушнат сите засегнати страни, значи секој на свој начин нека ги прими пораките и заедно сплотени да ја подобриме измината. Така. Да се надеваме дека ќе биде така. Тоа беше се за денешното издание на Нов ден, почитувани гледачи. Без оглед на тоа на која возраст се наоѓате во моментов додека ја следевте емисијата, јас сум уверена дека научивте многу корисни совети. Научивте да го цените она што го имате и да се борите за она што го сакавте. Имајте убав ден, пријатно расположение. Останете со програмата на К3 и следете не утре ново издание на Нов ден со почеток во 8 часот.